До 15 мај ке се знае ке има ли ново зголемување на цената на струјата. До овој датум МЕПСО и Електродистрибуција треба да ги достават пресметките за трошоци до Регулаторната комисија за енергетика, која пак ќе одлучи дали и за колку ќе зголеми цената на струјата. Влијаеме на цената за пренос, која што има влијание на крајната цена од 3,53% и тарифата за дистрибуција која што има влијание од 35,91%. Значи некаде на околу 38% регулаторната комисија може да влијае преку цените кои што ги определува за пренос и за дистрибуција на електрична енергија. Регулаторната комисија за енергетика до крајот на јуни ќе донесе одлука. Преносникот МЕПСО лани заврши со 6 милиони, а производителите на струја со 17 милиони евра загуба. Од тука јасно е дека загубата мора да се покрива со повисока цена. Дека покачување ќе има, на граѓаните им е јасно како белден. Оно што нема, па за да нема и за струјата. Се е веќе качено. Тоа е срамно. Сигурно и тоа ќе се качи. Се што дојде ќе трпиме, нема назад нема. Па ќе има што не е качено сега. Сите артикли се качени. Па може ќе има дека да знаеме, во не се знае кога држава што ќе има. Стегаме кај Последното покачување на струјата беше лани во август и тоа за 7,4%. И него граѓаните и компаниите го примија со негодување и од немајкаде. Струјата е значаен трошок за секое семејство, а освен високата цена, клучниот проблем за повеќето граѓани е и тоа што мора да се плаќа на време. И тоа во време кога парите се многу проблематична работа. Сега за сосема кратко време пари за струја ќе требаат уште повеќе.